Секој функционер ќе треба да пријави ако негов близок роднина се вработи во државната администрација или ако негов близок роднина добил грант или било каква државна помош од државата. Исто така, антикорупцијската ќе може да предложи разрешување на функционерот ако утврди судир на интереси. За сите овие теми, што се дел од новиот закон за антикорупција, за новата државна антикорупцијска комисија, разговараме со поранишниот антикорупционер Драги Малиновски, но и денес активен на овој план. Господине Малиновски, ви благодарам што дојдовте и што ја прифативте нашата покана. Ви благодарам на поканата. Последниот извештај на ГРЕКО, или групата земји против корупција, основани од Советот на Европа, во извештајот за Македонија побараа од нас да напишеме дека за секој прекршок треба да има казна. Се чини дека во овој закон се тргнало токму од оваа препорака на ГРЕКО, затоа што во законот се прецизно дефинирани сите можни злоупотреби на државните функционери, на избраните и на именуваните функционери. Дали очекувате со вака наброени можни злоупотреби и санкции за нив да се спречат евентуалните злоупотреби од власт? Дали ќе се намали или нема да се намали, ќе зависи од многу други фактори. Меѓу другото, ќе зависи и од доследното применување на овој закон. Првите примери кои ги посочите околу пријавувањето на трговски друштва каде што имаат удели некои нивни членови на семејство и така натака, како што забележувате, тука се тргнува од принципот на еднаквост на правните субјекти во правниот промет, што значи тие не се исклучуваат од можноста да учествуваат, меѓутоа должен е да го пријави. Должно е тоа да биде пријавено. Има и рок сега за тоа. Исто така и ке вработувањата на блиски, вие не може да исклучите да не се вработуваат блиски, меѓутоа и тоа треба да биде пријавено. Што постигнуваме со тоа? Со тоа постигнуваме една поголема транспарентност и отчетност и можност да бидат проверени околностите како дошло до добивање на тендери или субвенции на правните лица или вработување на некои лица и да видите дали е тоа согласно стандардите и регулативата или се одело надвор од нив. Така да тоа е во однос на политичките партии изборната кампања. Да, значи тука имаме добар напредок, односно проширување на надлежноста. Значи државната комисија ќе може да го следи финансирањето на политичките партии во оној, би рекол, период пред избори, значи функционирањето воопшто, генералното финансирањето на политичките партии, за нивното секојдневно финансирање, а и изборните кампањи како посебен период кој ќе биде предмет на нејзин интерес. Затоа значи ќе воспостави методологија, механизми и ќе подготвува извештаи до собранието за наводите кои се добиени во таквите. Да. Новини има и за пријавувањето на имотната состојба на избраните именуваните функционери. Значи сега антикорупцијската комисија ќе биде таа која што ќе врши проверка на податоците кои што ги доставиле во своите анкетни листови функционерите. Ќе има увид и во банкарските сметки на сите функционери. Така, значи еден од проблемите со кои се соочуваше комисијата, да кажеме системски, во самиот закон така поставено, беше и прашањето на проверката на анкетните листови. Што се случуваше досега? Досега комисијата на некој начин се беше како едно депо, каде што се депонираат тие и во дадена ситуација ако треба да се извади, ќе се извади тој и ќе се прегледа. И тоа прегледувањето, односно проверката на имотната состојба не ја вршеше комисијата, туку Управата за јавни приходи. Согласно препораките од ГРЕКО, а и воопшто и тоа произлегува и од Конвенцијата на Обединетите нации против корупцијата, комисијата треба да биде тело кое таа работа ќе ја врши на ефикасен начин. Значи да не биде комисијата ќе побара испитување на имотна состојба, ќе опрати према УЈП и се губи од видокругот тој. Значи она мора да има капацитети проактивно да ја провери имотната состојба. И сега тука, како што ќе видите и други одредби од законот, има точно дадена можност, односно обврска за поврзување на
мрежно поврзување на податоците на комисијата со некои 17 мислам дека институции, каде што ги има тие бази на податоци, така да комисијата ќе може да има директен пристап до тие бази на податоци и на ефикасен начин да го тоа направи. Во однос на имотната состојба и функционерите треба, ако имаат промена во имотот 2 години по престанокот на функцијата да достава Да, ние имавме ситуација сега каде што по престанокот на функцијата анкетните листови на тој што му престанала функцијата, истиот момент се бришени од увид на јавноста, знаете, имавме некои такви чудни толкувања дека тоа мора веднаш да се избрише, што на некој начин ја губи самата смисла на јавното објавување. Сега, значи, остануваат податоците на веб страната за имотната состојба на функционерите уште 2 години по престанокот на мандатот, а 2 години по престанокот на мандатот имаат обврска и да ги пријават промените кои ги имат. Така да, мислам дека е тука квалитетно исто. Да, значи многу задачи, многу нови надлежности за антикорупционерите. Имаме ли такви квалитетни луѓе, вистински антикорупционери? Се менува и начинот на избор на членовите на антикорупцијската комисија, значи се оди преку едно јавно интервју во кое што ќе учествува и невладин сектор и други организации кои што работат на оваа проблематика. Да, едно од тежиштата на кои беше фокусирана новиот закон беше начинот на избор, критериумите за избор и така натака. Мислам дека тука е подигнато сериозно нивото на критериумите кои треба да ги исполнат кандидатите за председател и за членови на комисијата. Значи, работното искуство треба да има 10 години, најмалку 8 години кандидатот за председател треба да има искуство во антикорупцијско делување, значи да работи на истражувања, откривања, гонење и така натака, а членовите најмалку 5 години, значи ефикасно работно искуство. Значи да имат искуство од оваа област. Се разбира и особено е значаен начинот на избор кој така е прилично би рекле уникатен, следејќи ги искуствата во останатите антикорупцијски тела во регионот, и мислам дека е квалитетно поставен. Особено е добро поставена транспарентноста на изборот. Значи целиот процес е отворен. Да илустрираме само како ќе оди. Значи ќе оди по распишаниот оглас од страна на Комисијата за избор и именувања во собранието. Се прави од Комисијата за избор и именување административна проверка прво дали ги исполнуваат условите или не, па се составува листа на тие кои ги исполнуваат и тие влегуваат во втора фаза, така наречено интервју кое ќе се врши. Тоа ќе биде јавно пренесувано и на собраниски канал, а при интервјуто кое ќе биде вршено од страна на Комисијата за избор и именување ќе бидат присутни и представници, бидат повикани представници од Народен правобранител, Македонска академија, ќе бидат поканети да номинираат своји представници и граѓански организации односно граѓански организации и фондации кои се занимаваат значи кои се релевантни да имаат најмалку 5 години од својата регистрација и да работат на полето на антикорупција. Значи, така се создава едно пошироко тело кое ќе биде, со кое ќе се соочат при интервјуто кандидатите. Ме прашавте дали имаме потенцијални кандидати. Ја се плашам дека можеби овие критериуми вака како се поставени и начинот на избор можеби добар дел и од луѓево ќе нема да се номинираат, а ги исполнуваат условите. Меѓутоа, од друга страна пак тие што ќе се јават, ќе знаеме дека се подготвени да се соочат јавно со предизвикот, со поставени прашања, со интервјуи, едноставно во натамошниот период кога ќе ја практикуваат својата функција како председател или членови на комисијата да бидат со поголем капацитет и интегритет кон јавност. Апсолутно.
многу битен критериум за избор е да кандидатот за председател или членот на комисијата во последните 10 години не бил член на парламент, на влада, да не бил донатор на политичка партија, да не бил член на орган на политичка партија. Значи, тоа е едно така сериозно оддалечување од политичкото влијание, што е исто така препорака и од надворешни фактори. Да. Господине Малиновски, 9 месеци немаме антикорупцијска комисија. Предпоставувам дека во овој изминат период стигнале предмети до комисијата, значи новата антикорупцијска ќе ја чека многу работа, но од друга страна последното истражување за како граѓаните гледаат на антикорупцијската покажа комплетна недоверба, односно 67% од граѓаните рекле дека оваа комисија работи во интерес на една политичка партија. Дали верувате дека еве со вакво ново законско решение, со нов начин на избор на антикорупционерите, ќе се врати довербата во оваа институција и дека тоа ќе стане комисија која што ќе навистина ќе се бори против злоупотребите на секоја власт? Општата состојба е дефинитивно неповолна на планот на антикорупција, кога немаме ефикасно тело. Верувам дека новиот закон нуди на некој начин амбиент, барем нормативен амбиент, за да може да се очекува дека ќе имаме прво поквалитетен избор на членови на комисијата, а и впрочем и со зголемувањето на надлежноста и зголемување на ресурсите кои ќе ги има комисијата. Говорат дека се создава создадени се услови или ќе се создадат услови за да може да направиме некој позитивен исчекор. Добро. Господине Малиновски, ви благодарам што бевте гостин во Нова ТВ. Благодарам на вас.